потенцирам нешто. Сакам да кажам две работи апропо овие две дискусии до сега. Прво, во делот на економскиот бенефит, па тоа е бенефит кој што директно ќе го осетат и нашите пациенти. Значи, таа програма која што ќе биде програма на владата и која што ќе разговара за тоа како ќе се користат средствата од даноците, ќе биде намената меѓу другото и во програмите на Министерството за здравство. И ние така почнавме да ги изголемиме програмите у делот на ретките болести. Затоа имаме и согласност и поддршки од Сдруженијата на пациенти со ретки болести. Понатаму, она што го размислуваме во делот на проширување на дијагнозите, проширување на бројот на лекари специјалисти по специјалност, оди у прилог на тоа дека сепак, како еден од приоритетите, е интересот на пациентите, имајќи го предвид и сегашниот интерес кон сегашните специјалисти кои имаат лиценца практично да ги даваат овие два рецепти за медицински канабис. И таа една многу битна работа е токму оваа дискусија. Значи, токму ваквиот начин, токму отвореноста на Министерството, на целата влада, да дискутира, да слушне, да видиме како треба и што треба и вистинските потреби да дојдат од главните чинители од фокус групите, е тоа што ме прави сигурен во тоа да верувам дека ова ќе биде успешен процес и дека не веруваме у наметнати решенија, туку токму вака, заеднички, со состаноци, ако некој бил испуштен во било кој момент, може да дојде на состанок, да видиме, да поразговараме и да знаеме точно во кој правец се движиме. Министре, слушнавме и од адвокатката Бошкова дека законот на некој начин може би и соодветно поставен во делот на декриминализацијата за лична употреба, но дека проблем е праксата. Митровски зборуваше за една чудна симбиоза на обвинителството и судот на тој план. Дали вие лично сте присуствувале на дебата во владата на овие теми? Да, вие не сте министер за внатрешни работи, но предпоставам во некаков поширок состав оваа тема би требало да биде отворена до сега. Прашањето е комплексно, опфаќа повеќе сектори, повеќе институции. И тоа што ние сега го правиме како активност на Министерството за здравство, апропо овие барања кои што сега ги слушаме, овој не е доволно. Значи, ова измена на законот е нешто сосема друго. И затоа во оваа дебата која што мислам дека треба да се развие во следен чекор, би дошло промена не само на законот за опојни droги, туку и во други закони, например кривичниот закони за кои што мора да се вклучат и представници на Министерството за правда. Така да ова што сега го кажував како наша активност, а како надградба на сегашниот систем кој што во овој момент го регулира одгледувањето, лиценцирањето на компаниите за одгледување медицински канабис, извозот, понатаму во делот на препишување од страна на лекари специјалисти е нешто што е само наша активност. Меѓутоа, ова бара е на вистина широка дебата во општеството, да се слушнат буквално сите чинители. Ова не можеме ние само како сектор за здравство да го водиме, ниту пак е се во наши ингеренции. И затоа оваков еден процес кој што сметам дека еве ова нека биде примерот како тоа треба да изгледа на отворена и јавна дебата на повеќе нивоа и на ниво на различни министерства, повеќе министерства заедно, на ниво на владата заедно со граѓанскиот сектор да ги најдеме решение. Дали вие лично би поддржале можност за одгледување на канабис, како велат, по неколку стебла за лична употреба? Јас лично поддржувам декриминализација. Меѓутоа за сите други работи и за сите аспекти мислам дека